Бомбињата од омилената фирма на Дуи Арберија Дизајн веќе стигнаа на плоштадот Скендербек. Работниците од тетовската компанија ја поставуваат сцената за концертот кој ќе се одржи утре вечер во рамки на фестивалот Пис Фестивал по повод 22 годишнината од рамковниот договор. Според најавите, настанот ќе биде само забавен, а не се предвидени политички обраќања. За годишнината од договорот, со кој се стави крај на крвопролевањето и за кој се уште постојат дилеми дали е добар и е навистина извор на стабилност, одговорно е Министерството на Артан Груби. Првиот вице-премиер ќе ја направи журката само со албански изведувачи. За разлика од лани, кога македонски изведувачи прво му прифатија да пеат, па потоа го откажаа настапот. Настанот по социјалните мрежи се најавува како голема забава и фестивал кој немал да се заборави. Одбележувањата започна уште вчера во Маврово со школата за млади лидери. Овој настан ќе финишира во недела, а на истиот предавања на учесниците, меѓу другите, ќе им одржат и министрите Бујар Османи и Ристо Пенов, како и Радмила Шекеринска. Како и минатата, и оваа година ќе се одбележи годишнината на рамковниот договор преку одржување на школата за млади лидери Пис Форум Диалог, на кој ќе учествуваат повеќе од 80 млади учесници. Истата ќе се одржи и оваа година во Маврово. Во рамки на одбележување на годишнината од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор во недела ќе се организира и Пис Фестивал, кој и оваа година ќе се одржи во Скопје на плоштадот Скендербек со почеток во 21 часот. Арберија Дизајн за забавата која ќе се одржи на Скендербек и за предавањата во Маврово се офајди со 100.000 евра. Во рамки на годишнината треба да видиме стихотворба за која се платија речиси 6.000 евра, промотивно видео за Охридскиот рамковен договор кој чини колку и стихотворбата, а и спотна песна кој чини 4.000 евра. Журката на Скендербек, за која изминативе 2 години Груби не жали пари, уште лани кажал и се надевал дека ќе стане традиционална. Истата е по повод договорот, кој за многу од македонските граѓани пред 2 децении беше сметан за насилно изнуден и неприфатлив. На потпишувањето на Охридскиот рамковен договор предходеа двомесечни тензични преговори во Охрид, во време кога ескалираа насилствата во војната. Финалниот договор беше постигнат на 10 август 2001, а беше потпишан на 13 август истата година во Скопје. Потпис ставија тогашните најголеми политички партии и специјални представници на Европската унија и на Соединетите Американски држави.